За дел од македонските лекари, прославата на Светскиот ден на здравието е во нивните ординации во Македонија, а најголем дел од нив денеска одбележуваат низ клиниките во скандинавските земји и Германија. Вака ни одговори доктор Бојан Трајковски на прашањето каде и како македонските лекари го одбележуваат Светскиот ден на здравието. Според него, главната причина поради која лекарите се иселуваат покрај ниските плати е и административниот пат кој им создава неизвестност за нивната иднина. Главната проблематика е токму на административна потешкотија со која што се случуваат нашите колеги, односно таа неизвестност која што без разлика на тоа во која фаза од животот си, без разлика во која фаза од студиите или пак постдипломските студии се, или специјализацијата, таа неизвестност никогаш не прекинува, односно никогаш не може да бидат сигурни за тоа какви иднина ги очекува и покрај тоа што голем дел, особено приватните специјализанти, вложуваат лично од свој џеб сериозни финанси, кои што идат и до 20 на 30 илјади евра на одреден временски период додека трае нивната специјализација. Покрај административните реформи, Трајковски тврди и дека е потребна политичка волја за промени во законските регулативи, кои според него ќе им донесат позитивни промени на приватните специјализанти. Реформи за примарна здравствена заштита денеска најави и директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски. Тој соопшти дека се воведени 5 нови протоколи за примарно здравство, вклучувајќи ги и кардиоваскуларните болести. Фондот за здравствено осигурување воведува нови цели за превенција и рано откривање на малигни заболувања на простата, на дебело црево и на грло на матката, заедно за лекарите и за гинеколозите, кои треба да делуваат во синергија со превентивните програми на Министерството за здравство. За прв пат се воведува превентивна цел за ментално здравје, и тоа посебно насочено кон рано откривање на депресија кај млади луѓе од 18 до 35 години. Од владата и Министерството за здравство најавија дека е донесена и одлука да се зголеми капитациониот бод за матичните лекари од општа медицина и гинекологија од 75 на 100 денари и од 61 на 75 денари за стоматолозите. Инаку Светскиот ден на здравието се одбележува на 7 април, година во фокусот е на здравието на новороденчињата и мајките.